Ви благодарам. Имено во целата дискусија денеска што ја имаа сите пратеници од мнозинството, не поминува како фолклорен момент на вредите на ВМРО ДПМН и тоа е во ред и го прифаќам, затоа што го разбирам, ете различна политичка опција, различни политички мотиви, но сакам да кажам две работи за тоа и ќе кажам на крај зошто се пријавив и за реплика. Едната е колку повеќе навредувате, ние толку идеме погоре. Тоа е едниот факт. Вториот факт, сакале вие да признаете или не, ВМРО ДПМН во изминатиот период доживеа удар како никоја политичка партија во држава. И тоа е факт. И добро знаете, нема да навлегувам. Денеска ВМРО ДПМН е политичка партија со најголема пратеничка група, со убедливо најмногу советници во државата, со убедливо најмногу градоначалници и не пропуштаме можноста, легитимно е да бараме предвремени парламентарни избори, затоа што сме сигурни дека ќе победиме. Впрочем, и општото расположение го говори тоа. Не бегаме, не заокружуваме и многу е важно што ќе го кажеме ние од тука, затоа што како политичка партија сме најголемата партија во државата со најголем рейтинг и сосема поинаку се цени тоа што ќе го кажат различните пратеници, дали јас, вие или било кој друг. Зошто се пријавив за реплика? Една од причините за која што сметам дека интерпелацијата треба да биде усвоена, имено можеби не ви изгледа на вас лично така, но јас, вас и уште една колешка која што е тука, која што е председател на друга комисија, ве почитувам затоа што знам дека во суштина не сте лоши луѓе. И на двете ви имам кажано една иста работа. На двете, ве молам, на двете ви имам кажано една иста работа. Не го правете ова што го правите, затоа што ќе дојде време кога можеби ќе бидете на друго место и нема да биде друг место вас, туку ќе бидете вие. Истото важи и за мене. Тоа што јас ќе го направам на комисијата, што јас председавам, јас ги носам последиците. Никој друг нема да биде на некое друго место ако се огрешам освен мене. Ви го имам кажано тоа лично на вас и ви го имам кажано тоа и лично на колешката. Ме вознемирува лично и ви го кажувам отворено пред целата македонска јавност. Кога ве гледам, и тоа може би беше некој момент каде што на колешка од мојата пратеничка група, директно со вас го разговаравме на една од комисиите, кога телефонот ви звони, не само на вас, на неколку председатели на комисии, кога гледам колку сте вознемирени. Тоа го приметив кај вас, го приметив и кај уште една колешка пратеничка. И отворено ви кажувам дека не сакам да гледам ниту еден колега да се најде во таква ситуација. Отворено ви кажувам. Да мора некој да врти на секој 20 минути до половина час и колешка моја, што јас ја почитувам, и према годините, и према тоа каква личност е, како политичар може и не, но како личност зборам, е вознемирува и кажува да, терам, ќе завршам работа. Заради тоа сметам дека интерпелацијата треба да биде прифатена. За да не се случува такви работи. Затоа што јас правев реминисценција, од личното искуство тргнав и сваќам колку е вознемирувачки некој да се однесува така со мене. Ради тоа мислам дека оваа интерпелација треба да помине, за да веќе од вечерва после 12 часот тие повици и тие закани да престанат. Ви благодарам. Јас лично тврдам дека сите 120 пратеници се добри луѓе, дека нема лоши луѓе. Има само